Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Чланарина за вежбање, да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добродојдовте у денешново издание и денешнава епизода. Пред се сакам да ви посакам една супер година, независно можеби во која моментална ситуација сте. И она што ми дојде една идеја да зборувам денеска е за новогодишна резолуција. Многу од луѓето знаеме да поставуваме можеби некакви цели и можеби чекаме да се смени датумот и календарот и годината и денот и така натаму за да почнеме некаква промена. Но искрено по ова прашање ќе бидам прилично суров, но едноставно ја сакам вистината и знам дека вистината е единствениот начин за да можеби промениме и донесеме некакви поразлични одлуки и тргнеме во некој поразличен процес. Односно, она што како промена тука го зборуваме се навиките и одлуките можеби да направиме некаков пресврт во начинот на живот кој што го имаме и кој што можеби ни е потребен за да добиеме некакви нови резултати. Новогодишните резолуции се супер, но доколку некој од вас, можеби оваа епизода и сето ова што денеска го зборуваме тука, независно дали е можеби следната година, дали е можеби на 17 јули ќе го гледа ова и така натаму, својата новогодишна резолуција, ама воопшто не би требало да му биде поврзана со датум. Затоа што според мене тоа на долг рок ама нема да ви даде никаков резултат и е тотално глупаво. Не треба да чекам да се смени календарот, не треба да чекам да дојде нов понеделник, не треба да чекам да не знам што се случи и да барам прво можеби некои ситуации да се променат за да можам јас да се сменам. Во овие епизоди многу ќе зборуваме за тоа дека сите овие работи и сите овие надворешни ситуации и очекувања кои што ги имаме да нешто друго се промени за да јас се сменам, се тотална фарса и тотален круг кој што многу од луѓето го живеат. Ќе зборуваме и за стрес, ќе зборуваме и за можеби време и за сите работи кои што вас ви причинуваат да не донесете позитивна одлука. Затоа новогодишната резолуција е супер и доколку некој можеби од вас на вистина ќе донесе одлука да после 5, после 6, после 7, ако можеби го чекате Божик како последен празник за да направите некаква промена, тоа е супер и е за поздрав и секоја чест, но доколку некој од вас ја гледа оваа епизода можеби во јули, во јуни, во август, следниот јануар и така натаму, во тој случај супер. Повторно што ќе донесете одлука. Немојте да чекате датум, немојте да чекате ден, затоа што она што е клучно што ќе направи промена не е ниту денот, ниту времето, ниту сезоната, ниту часот, туку е вашата лична одлука. Јас се надевам дека ќе донесете супер одлуки во оваа нова година и се надевам дека и тие кои што можеби нема да не гледате денес и ќе не гледате подоцна, ќе донесете супер новогодишна резолуција затоа што секој од нас можеби годината ќе му почне во јули и ќе направи стварно супер одлуки како што јас можеби направив некоја новогодишна резолуција на 16 мај 2011 година. Тоа беше мојата нова година и новиот старт во менување на навиките на она што значи здрав и активен начин на живот. Така да ви посакувам супер година со супер здрави животни навики и ќе се гледаме во секој работен ден на К1 продукција и телевизија. Она што за крај ми останува да ви посакаме квалитетни животни навики и да добивате, искрено се надевам, голема вредност од сето ова што тука ќе го зборуваме во овие епизоди. Поздрав и се гледаме во следната епизода веќе утре. Чао, чао!